Тој повторно се обидува да направи упад кон правосудниот систем, одговори премиерот Христијан Мицкоски на најавите на Ахмети и Османи за бојкот на локалните избори, но и за политичка криза. Ваквите изјави на првите луѓе на ДУИ се случуваат во пресрет на одржувањето на подготвителната седница на Уставниот суд за законот за јазици. Изјавата пак на Османи за политичка криза за премиерот Мицкоски е директен упад во правосудниот систем, но како што рече, човекот кој го распродаваше мојот идентитет не го почитува ни својот албански јазик. Предпоставувам дека претседателот го укорил својот подпредседател, бидејќи му нанесува непоправлива штета со таа изјава по два основи. Првиот основ е директно мешање во правосудниот систем на една држава, што е спротивно од било какви демократии кои што познава современото човештво. Човекот кој што преговараше и го распродаваше мојот македонски идентитет и мојот македонски јазик има најмал кредибилитет да зборува, затоа што тој ако мене не ме почитува, не го почитува ни својот мајчин албански јазик. Одвреди велат, најавите за бојкот на изборите се за дефокусирање на проблемите кои ги имаат во коалицијата Европски фронт и стравот од пораз заради внатрешни пресметки. Наместо да ја дефокусира јавноста со лажна грижа за албанскиот јазик, ДУИ треба да одговори дали Ахмети му кажал на села дека не може да се откаже од услугите на Рамиз Мерко. Сценариото за бојкот немаат ама баш никаква врска со наводна деалбанизација за која лажно критикува ДУИ. Експертите со став дека најавите на Ахмети и Османи се сериозна закана која има повеќе пораки. Сефер Селими смета дека со ова им се праќа порака на меѓународниот фактор, но и кон албанската коалиција на власт, која, како што вели, прифаќа се за да добие поддршка од ВМРО-ДПМН за локалните избори. Може би треба да има политичка криза за да не завршиме како маргинализирано малцинство, рече Селими. Problemi që zoti Mickovski e ka dhe këtu është ndoshta ajo nevoja për ta kthjellur dhe për ta dridhur formën e mendimit të zotit Mickovski. Ndoshta ne do duhet hyjmë në një krizë të thellë politike që shpresoj nuk do të kemi nevojë, por nëse trendi i këtill do të vazhdohet, unë nuk shoh se si ndryshe ne nuk do të përfundojmë si një minoritet i marginalizuar në margjinat e shoqërisë dhe politikës на Македонија. На неколку партиски собири лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека се врши деградирање на албанците, но и на албанскиот јазик, со што рече дека би можело да има и бојкот на локалните избори. Османи пак отиде и чекор понапред и најави дека е можна политичка криза.